Интеркултура. Во денешното издание на шорткастот Интеркултура, мој гостин е Љузим Хазири, извршниот директор на Сдруженијето на граѓани Аде од Гостивар, поет и човек со кого што ќе поразговараме за состојбата со интеркултурализмот и правата на заедниците. Љузим, како ја оценуваш сегашната состојба на полето на интеркултурализмот во земјата? Па ние со години повикуваме на тоа да се изгради една одржлива политика со мултикултурализмот во државата. Веќе 30 и кусур години Македонија нема структурирана стратегија како да се справува со различностите. А е држава формирана од различни етнички заедници, различни верски заедници, говорни заедници, различни убедувања, различни, така да едно тло кое наметнува државата да се фати малку по-озбилно со ова проблематика, зашто колку повеќе избегава да гради општество кај што сите граѓани ќе се осеќаат равноправни према законот, до тогаш ќе нема некој си социјална кохезија во државата. Имало во историјата, ова 30 годишната историја, намери да се почнува нешто такво, го спомна и концептот едно општество за сите, кој сепак требаше да се вгради, да биде по-прифатлив за сите. И така почнуваат иницијативите и застануваат. Почнуваат, јас сум сведок на Струшките вечери на поезијата, почна и албанскиот јазик малку поизразен да биде, со промена на власта се брише сето тоа што се ствара како практика. Значи, ова политика на зигзаг мерки не е продуктивна и секогаш ќе имаме ваква социјална некохезија и недоразбирање и непознавање со другиот. Дали сметаш дека во земјата има потреба да се форсира тој ривалитет, таа поларизација на етничка, јазична и секаква друга основа? Мора ли нашите идентитети да се конфликтни за да обстанат? Политиката мислам дека е главниот кривец што овие разлики добија негативна конотација. Наместо да се форсираат овие разлики да имаат позитивна конотација, повикувајќи се на историскиот тек на животот во ова земја, политиката изгледа за да ги прикрие своите националистички идеи, своите клептомански политики и слични работи, го повикува своето членство на таков вокабулар, а се заборава или се гледа со пежоратив на овие што ние цело време ги збориме: мултикултурализам, интеркултурализам, двојазичност и така натаму. Многу е злоупотребен зборот диглосија во Македонија, значи му се дава предност на диглосијата наместо да му се дава предност на двојазичноста. Вака диглосијата подразбира поопширно употреба на еден јазик, на државно ниво, на министерства, директориуми, настани и слични работи, а се прокламира двојазичноста. Значи, диглосијата е бетонирана во Македонија, наместо да се најдат можности и другите разлики да се слушат повеќе, да се употребуваат повеќе и албанскиот јазик и јазиците на другите етнички заедници. Во ваква политичка атмосфера Македонија не е спремна да ги прифати сите овие различности. Мислам дека тоа има и влијание од српската хегемонија малку повеќе, би рекол, зашто гледат дека тоа би било ризик за Македонија. Македонија сите граѓани ја сваќат како своја држава и работат во таа насока. Чим ги плаќаат даноците, чим ги вршат сите услуги кон државата, тие ја сакаат држава. Не треба да се бара од нив да искажуваат секогаш, да се искажат дека го сакат нешто. Зашто лојалноста не се купува со зборови, туку се купува со права. Што повеќе права му даваш на една заедница, ти не губиш од својата лојалност, туку ти се зајакнува лојалноста на државата. Доаѓаш од една средина која што е мултикултурна, повеќе етничка и во таа смисла го имаш искуството, значи да видиш како живее таа заедница, од друга страна да си и нејзин лидер во однос на јавните работи кои што ги правиш. Дали заедницата е сама по себе, да речеме, исклучива, дали сама по себе сака да живее во етнички надпревар или конфликт,
или тоа е на некој начин доаѓа преку системот на државна управа? Мислам дека е поширок контекстот. Јас ќе ти кажам два примера кои што ќе го сликуваат ова што го рековте вие. Значи, во јавни дебати со младиве, кога доаѓа темата на двојазичноста, на познавање на јазикот на другиот, се чудам како млади средношколци и студенти се повикуваат на тоа: ние немаме потреба од учење на албанскиот јазик. Ние го имаме загарантирано нашето право на јазик, го имаме македонскиот јазик и ние нема никаков механизам да не тера да го учиме јазикот на другиот. Значи, тоа не е нивно мислење. Повеќе ценам дека тоа е мислење на нивните родители, тоа е мислење на нивните професори кои наметнуваат вакво размислување и кај младите, што е трагично. Да живееш во една средина, јас често зборам и со моите колеги на работа, значи, да живееш во една средина, да работиш со луѓе од други етнички заедници и да не го знаеш јазикот на другиот, тоа не е веќе лингвистички проблем, тоа е политички проблем. Одбивање на учење на јазикот на другиот. Јас како албанец, ние како албанци сме билингвална нација. Во Македонија знаеме албански, македонски. Во Албанија знаат италијански и грчки. Нема човек кој не знае два јазика. И се чудам од каде кај младиве таа отпорност кон учење на јазикот. Школскиот систем затајува во оваа прилика, нема храброст да се соочи со оваа проблематика, со нови курикули, со нови содржини, да ги учи, да ги усмери младиве, да се запознаат, зашто како доаѓа времето, движењето е полесно, значи се движат луѓе и треба да знаат како да имаат еден инструмент да се разбират подобро со другиот. Што повеќе се познаваме, полесно ќе ни биде и живењето. Ти самиот ги имаш издадено своите книги поезија двојазично или тријазично, и на македонски, и на албански, и на англиски, некогаш си учествувал во двојазични антологии и разни други антологии на меѓусебно запознавање на јазиците и културите. Дали, да речеме, твојот личен пример на истапување од монолингвалноста ти оценуваш дека може да ги охрабри луѓето да ги надминат тие стравови, отпори или какви други предрасуди кон јазикот на другиот? Значи, јас персонално ги немам тие предрасуди и се повикувам и преку своето дело, преку својата работа се трудам на луѓе да немат вакви предрасуди. Ако можат да се разберат во влада две политички партии, ако можат да се согласуваат во бизнис, две бизнис партнери од разни етнички заедници, зошто тоа да им се забрани на граѓаните, односно на културните работници? Зошто тие да не го осекат потребата нивната работа да биде пошироко прифатена? Преку превод, мислам дека превод е најдобра алатка да се запознаат во книжевноста, зборам во ниво на книжевноста, да се запознае другиот. Што вели Олга Токарчук, книжевноста е една, не е национална. Таа е универзална и постојат преведувачите која таа книжевност им го нуди на сите етнички заедници, на сите говорни заедници во светот. И од тука значењето на преводот треба да биде државна политика. Двојазичноста, односно мултикултурализмот да се истакне, е скапа работа. Не може ти без буџет да предвидуваш да ги авансираш овие политики на интеркултурализам, на разбирање, на познавање на другиот, ако немаш средства за тоа. Тоа е скапа работа со која што државата треба посериозно да се зафати. Граѓаните ќе се осеќаат и послободни. Ако си слободен да го изразиш својот јазик, ако си слободен твојот јазик да се прифати кај другиот, тоа создава послободни граѓани, позадоволни граѓани кон општеството, односно кон државата. Ваквиот начин не наметнува таква лојалност или говорно прифаќање на све што ќе ти иде како состојба. Ова не е состојба, ова е ненормална состојба која треба да се воспостави во некои подобри канали на делување на државата.
Звездан Ѓоргиевски на овој шорткаст рече дека и тој самиот, меѓутоа генерално македонците недоволно ја познаваат албанската уметност, албанската книжевност, албанската поезија. Се преведува ли доволно? Може ли, например, нашата собствена уметност, поезија создавана на албански јазик, на нас како македонци да не биде и прозорец кон литературата на Косово, литературата на Албанија, која што изнедрува, како и нашите уметници, писатели овде, на вистина врвна книжевност? Има традиција на превод. Значи, според една анализа што ја читав пред некое време, албанската книжевност преведена на македонски јазик е во некој посолидна позиција него на другите светски јазици, освен на италијанскиот, кај што е многу превед. Значи, преведувачите треба да ни бидат тој мост кој ќе ни ја пружат книжевноста на другиот кон нас. Треба малку повеќе и албанските издавачи да се нафатат со превод на македонските автори. Значи, според анализата дека повеќе се преведува албанската книжевност на македонски јазик него македонската книжевност на албански јазик. Иако тоа првото и се злоупотребува, имаме многу наслови кои се преведени од самите автори албанци, од албански на македонски, и кои не се дел од некоја поширока инфраструктура, туку се сами издат за себе задоволство ги преведуваат и немаат некој живот книгата како таква во јавноста, не се изложена на дебата, на истото, на разговор за таа книга што се преведува. Значи, тоа е егоистички пристап кон преводот. Ни треба структуриран пристап кон преводот, значи озбилните издавачки куќи да се нафаќат подобро, да се запознаат, да се поврзуваат меѓу себе, еден нетворк на издавачи од Албанија, Косово и Македонија. Дали очекуваш дека состојбата во погледот на употребата на албанскиот јазик ќе се заострува во смисла на најавените седници на Уставниот суд и другите механизми со кои што употребата на некој начин се обидуваат да ја преиспитаат? Не е првпат по новата историја на Македонија да се најде јазикот во такво искушение. Албанскиот јазик бил дискутабилен секогаш и неприфатен од страна на разните политички партии. Се направи еден напредок во последниве години, уште повеќе после рамковниот договор, и сега одеднаш малку е, не знам, ни албанци кои ќе го прифаќаат така нивните права, јазични права да се ускратат. Значи, створена е една генерација на граѓани кои се навикнаа на тој статус на јазикот и кои чекаат унапредување на истите. Секој назадување е незадоволство кај граѓаните, која нема слика како може да се одрази. Каков бојкот може да се направи, зашто му се скратува едно право кој му е загарантирано и со уставот кој произлегува од рамковниот договор. Албанските граѓани го гледаат овој атак врз јазикот, кој треба да престане. Мислам дека ова власт, ако се труди да ја среди државата во нивната борба против корупцијата и сличните недостатоци во општеството, мислам дека влегува во еден голем ризик ако почнува да ги скрати и овие уставно загарантирани права. Зошто умерените политики не се популарни? Односно, како една умерена политика да стане поефикасна и да донесе до проширување на правата, до вредносен систем и до промена во општеството? Затоа што граѓаните се хранили со години со друга политика, со политика на агресија, со политика на национализам, со политика на мрзња према другиот, со истакнување на своите вредности како универзални и нема други подобри вредности. Значи, створена е една структура на граѓани кои се храниле со таква мрзња. И тоа го пренесуваат и кај своите деца во секојдневниот живот. Тоа што го зедов примерот со децата кои нека да учат албански јазик. Значи, тоа е резултат на политичкото делување со години. И секое умерено политичко действување, мислам дека како таргет треба да ги има исклучиво само младиве. Над 18 години е малку тешко да влијаеш врз граѓаните, да ги менуваат тие убедувања кои ги создале со години
со храна, како што е мрзња кон другиот, како што е супериорноста, инфериорноста и сличните концепти кои се наметнуваат кај граѓани. Мислам дека ако сака некој да врши промена на подобро, како фокус да ги има младите луѓе, да не ги изгубиме и овие што ни останале, зашто после ќе ни биде све исто каков е вокабуларот. Благодарам за гостувањето. Благодарам и вас за поканата. Intercultura, 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 intercultura.